Се додека имаме луѓе кои решиле да се занимаваат со политика, а при тоа лажат, луѓето ќе кажуваат со право дека политиката е расипана. Иако јас велам дека не е политиката расипана, има расипани луѓе и има чисти луѓе. Ќе отворам едно прашање кое што знам дека како советници ве интересира. Не знам. Зошто не ја овозможивте, ама јас ќе ја овозможам на јавноста, да ги добие информациите за Копанки, знаете, да има луѓе кои што зборуваат за Копанки, а при тоа да кријат каде се наоѓале вечерта кога Копанки гора. Во каква состојба се наоѓале. И да покажувате за тие што покажуваат загриженост, а се дел од оваа група, бидејќи има и останати кои што укажуваат загриженост, е буквално чисто лицемерие. Да зборувате за Копанки, некои, а да лепат лепенки, без да водат сметка дека камерите на Копанки, на Пелистер, покрај животните, вадат слики и од други, е повеќе од малоумни политики. Но мојата цел не се лепачите на лепенките, бидејќи знам и каде се печатат и кој ги лепи. Туку криминалците, за кои судот веќе подкрена кривична постапка. И од таа одговорност нема бегање. Бидејќи не се успеа мојата пријава да остане во фиока и да застари кривичното дело. Напротив, се одржа веќе едно рочиште на кое што главно осумничените, кои што тогаш ја водеа општина Битола, не се појавија, меѓутоа процесот е започнат. И тоа е паралелен процес кој што е независен од овој другиот, кој што претходно го започна. А тоа е дека легализацијата ја поништив, почитувани граѓани. И таа е нелегално направена. Второстепената комисија при Министерството за транспорт и врски потврди дека мојот чекор е законски исправен. Потоа управниот суд, основниот управен суд, се произнесе дека постапката била нечиста. И дека ја очекувам последната инстанца, но пазете, паралелно со тоа, очекувам и јавно ги повикувам судските инстанции најтранспарентно, најотчетно, најодговорно да ја спроведуваат и другата постапка, согласно закон, на тоа што било злоупотребено и како битолчани сме доведени до ситуација да не можеме да го пиеме се уште чајот на Копанки, од кој не бегам, затоа што јас тоа го ветив и тоа мене ми значи. И не знам нешто зошто некој си зема за повеќе право, дека е повеќе загрижен за Копанки. Бидејќи ова тука што го држам в раце и што е некаква книжка, е нешто што укажува дека сум само една од битолчаните кои имаат право на Копанки подеднакво, како и сите битолчани. Луѓето, постарите битолчани, знаат
за каква книжка зборува. И да ви кажам, политички гледано, во метафоричен жаргон, ќе кажам, бейсбол палката има два краја, како што кажа во една друга прилика. Метафорично кажам. Така да, јас, кој што нарекуваа фараонката, тикварката, билјарката, трајанка, ќе истраам во сиот простотилук, но нема да дозволам да си поигруваат со битолчани, со добрите луѓе, кои се многу помногубројни, но не се фрустрирани прапорци, кои се извинуваат кога ќе оплескаат. Сведоци бевме на еден куп извинувања, но за жал во форма кои ќе бараат нови извинувања. Затоа во оваа прилика, на оние кои што поинаку се извинуваат, барам да се извинат дека со општински пари го плаќам адвокатот за лични спорови, бидејќи како ја имам потребната документација, е тука со мене, дека тоа не е така, и дека фактурата исплатено ја имам пред датата на нивното обвинување, да се извинат, бидејќи ќе добијат пријава за клевета и потврда за нивните лажни и за нивните лаги во политиките. Толку од нивниот легитимитет, дека имаат право да зборуваат за политика во овој град.